Добар ден, кратки најави за денес. Охрид конечно ќе добие современ специјален брод амбуланта. Системот Безбеден град ќе стартува во Охридско-Срушкиот регион пред летната сезона. Богата програма за годинешната традиционална манифестација Прличеви беседи. Општина Дебрца со директна финансиска поддршка за младите кои стапуваат во брак и за жители на кои им е потребна помош. Петнаесет еколошки организации бараат нов закон за заштита на природата. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со услови за врнежи од дожд во текот на попладневните часови. Максималната температура се искачи до 10 степени. Утре во Охрид облачно со услови за повремени врнежи од дожд и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура од 4 степени, максималната дневна до 8 степен. Температурите во Македонија утре на секаде над нулата, во интервал од 1 до максимални 14 степени. Следува период на променливо облачно време до сабота и релативно топло со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Во текот на ноќева во југоисточните делови од земјава ќе наврне над 20 литри на метар квадратен, а во петок поинтензивни врнежи ќе има во крајните западни делови. Ќе дува умерен повремено засилен ветер. Од недела ќе настапи заладување и врнежи од снег се очекуваат на планините и во некои од повисоките места. Охрид конечно ќе добие современ брод амбуланта. Специјалниот пловен објект ќе биде обезбеден во рамки на проектот Волонтери во акција за безбедност на луѓето и заштита на природата, кој е финансираат од Европската Унија преку ИПА-3 програмата, а чиј носител е Црвен крст Охрид. Основната идеја е да се овозможи брз транспорт на повредени до медицинските установи. Потребата од мобилни екипи кои ќе можат да интервенираат за кусо време и на најдалечните места на крајбрежјето на Охридското езеро преку воден пат е повеќе од очигледна, особено во летниот период кога е најголем сообраќајниот метеж. Во рамки на проектот Волонтери во акција за безбедност на луѓето и заштита на природата, чиј носител е Црвен крст Охрид, за прв пат ќе се набави еден софистициран брод амбуланта за Охридското езеро. Бродот ќе биде управуван од службата за спасување на вода од Црвен крст Охрид во координација со останатите здравствени служби. Значи овој брод ќе биде буквално една амбуланта на вода која што ќе може на брз начин да транспортира и повредени, меѓутоа и луѓе со здравствени проблеми. Ние знаеме дека имаме 3 специјални болници на брегот на Охридското езеро, кардиолошки центар, специјална болница за травматологија и нефрологија во Струга, така што овие 3 болници можат многу лесно да станат достапни по воден пат за сите жители во крајезерските населби. Секое лето се покажува потребата од брод амбуланта во насока да се придонесе кон поголема безбедност на капачите и учесниците во водниот сообраќај во водите на Охридското езеро, а пред се скратување на времето на транспорт на повредени од најдалечни места на крајбрежјето преку воден пат до медицинските установи преку целата година. Пред нешто повеќе од 4 години на Охридското езеро 2 летни сезони функционираше брод амбуланта со медицинско-спасувачки тим на Општинската организација на Црвен крст, но зата и понатамошна институционална поддршка. Антонио Додевски од Планинската спасителна служба вели дека тогаш тој пример практично покажал колку е нужна потребата од брод амбуланта. Тој брод амбуланта во тој момент беше импровизација со цел да поттикнеме свеста кај надлежните служби дека е потребно да се набави навистина едно специјализирано возило, пловило, се извинувам, кое
кое ќе може да ги овозможи сите здравствени услуги за пред се за транспорт, меѓутоа и нега за време на транспортот на повредениот, како што тоа го имаат и копнените амбулантски служби. Овој број за кој што зборуваме сега ги задоволува највисоките светски стандарди, ќе биде опремен со специјален систем за стабилизација во случај на бран и движење по немирна езерска вода. Ќе има целокупната медицинска опрема која е потребна да ја има и секако ќе биде опремен со мотори кои што ќе можат да обезбедат оптимална брзина на движење, односно интервенција во случај на било какви здравствени проблеми. Значи станува збор за една многу по софистицирано пловило кое ќе се надеваме дека долги години ќе служи на Охриѓани и на сите посетители. Проектот Волонтери во акција за безбедност на луѓето и заштитата на природата е партнерски проект финансиран од Европската унија преку ИПА-3 програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија и фокусиране на зајакнување и опремување на волонтерски системи за спасување на копно и во вода. Во Охрид и Струга се планира поставување на вкупно 40 сообраќајни камери, кои ќе бидат дел од современиот систем за надзор Безбеден град Safe City, наменет за детекција на прекршоци и зголемување на сообраќајната дисциплина. Според најавите, системот треба да започне со работа пред стартот на летната туристичка сезона. Во моментов 4 камери веќе се физички монтирани на автопатската делница Охрид-Кичево на потезите меѓу селата Горенци и Требеништа, како и Ботун и Новосело. Иако уредите се поставени, тие се уште не вршат санкционирање, бидејќи се наоѓаат во фаза на техничка проверка и тестирање. Од СВР Охрид посочуваат дека воведувањето на овој систем има за цел значително да придонесе кон подобрување на безбедноста на патиштата преку намалување на сообраќајните прекршоци, незгоди и последици по учесниците во сообраќајот. Богата програма за годишната традиционална манифестација Прличеви беседи, со која ќе се одбележи годишнината од смртта на поетот и преродбеник Григор Прличев. Прличевите беседи остануваат значаен културен настан кој ја негува книжевната традиција и го чува споменот на еден од најзначајните македонски поети и преродбеници. Со богата културна програма Општина Охрид заедно со Националната установа Центар за култура, Охридската библиотека, Заводот и музеј, како и основното училиште Григор Прличев и Друштвото на писатели на Македонија, ќе го одбележи споменот и значењето на големиот поет и преродбеник Григор Прличев. Традиционалната културна манифестација Прличеви беседи ќе се одржи на 5 и 6 февруари, со низ свечености, книжевни, културни и образовни настани посветени на богатото творештво и историското наследство. Програмата започнува утре со промоција на книгата Охридска книжевна историографија, пошто ќе следи свеченост посветена на лауреатот на наградата Григор Прличев. Во 11 часот е нашата општинска манифестација, насловена како стихови и звуци за Прличев, каде што ќе бидат врачени наградите на наградените ученици на литературниот конкурс распишан од основното училиште, ќе бидат врачени примероци на Брајово писмо на Сдруженијето на слепи лица и Националната установа библиотека, една пракса која што ја спроведовме веќе 4 години поред. Од книгата морам да истакнам Јазик и леп од охридскиот поет Славе Ѓоргодимовски. Потоа ќе биде промовирана и книга во рамките на едицијата Охридско книжевно наследство. Тоа е книгата под наслов Охридска книжевна историографија од професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски, под уредништво на Митре Велјановски, а издавач на книгата е Општина Охрид. Да не заборавам да истакнам, промотор на книгата ќе биде универзитетскиот професор, доктор и актуелен пратеник Бобан Карапејовски. Потоа, овде, пред споменикот на Григор Прличев, во 12:30 часот, ќе биде одржена беседа од страна на председателот на Друштвото на писатели на Македонија. Во текот на денот ќе биде положено и свежо цвеќе
и ловорови венци пред спомен бистата и гробот на Прличев, како и пригодни обраќања на представници на културни институции, Друштвото на писателите на Македонија. Во вечерните часови е предвидена Прличева визита со премиера на документарен филм посветен на Прличев, како и доделување на наградата за најдобра беседа за 2026 година. Прличев е нашиот јазик, нашиот идентитет, кој што е вроден во самите нас и кој што ние, како една повозрасна генерација, треба да се трудиме да го пренесеме неговото значење и како тој всушност се изборил со себе си и со моментот на слава, се вратил во родната земја, каде што го продолжил својот учителски пат и тука и го завршил својот живот. Она што ни преостанува нас да го пренесеме на младите генерации, кои што во ова време на една дигитална ера е на поинаков начин да го осознаваат Прличев, на свој начин, на свој уникатен начин, затоа што така ќе можат и правилно да го доживеат. Со оваа програма Охрид уште еднаш ја потврдува својата заложба за негување на културното наследство и зачувување на ликот и делото на еден од најзначајните македонски поети и писатели. Екосвест заедно со уште 14 граѓански еколошки организации побара од новиот министер за животна средина Муамет Хоџа итно да се донесе нов закон за природа. Во писмото упатено до министерот, граѓанските организации потенцираат дека заштитата на природата не се третира како приоритет во државата. Слабостите на постојниот закон дозволуваат подрачја кои треба да бидат заштитени според закон како Студенчишко блато, Охридско езеро, Матка Маврово да не се прогласуваат, а прогласените подрачја не се активно заштитени. Природата е предмет на уништување на сметка на профитот и инвестициите, а постојните механизми на актуелниот закон за заштита на природата не успеваат навремено да ги идентификуваат заканите и не нудат суштинска и функционална заштита на терен. Потенцираат 15 еколошки организации во писмото упатено до новиот министер за животна средина Муамет Хоџа. Граѓанските организации бараат итно донесување на нов закон за природа и додаваат дека секој одложување придонесува кон уназадување на природата која веќе е во загрозувачка состојба. Постојниот закон за заштита на природата е застарен, нефункционален и не обезбедува соодветна долгорочна заштита и управување со нашите природни богатства. Недостасуваат јасни забрани, нема конкретно наведени забранети активности во заштитени подрачја и забрана за изградба на инфраструктурни проекти, оставајќи ги ранливи на штетни интервенции и развој на инфраструктурни проекти. Има политизација на управувањето, а директорите на националните паркови се политички функции, велат од Екосвест. Организациите посочуваат и дека во институциите за заштита на природата и управувачките структури на заштитените подрачја нема доволно стручни кадри, како биолози, еколози, хидролози и други, а нема ниту научно тело, Завод за заштита на природата, кое би вршело оценка, следење и институционална координација. Недостасуваат инспектори за спроведување инспекциски надзор врз природата, а царинските и полициските службеници се недоволно подготвени. Ренџерските служби во заштитени подрачја немаат соодветни овластувања и не постои добра меѓусекторска соработка. Управителите на заштитени подрачја немаат соодветни капацитети и ресурси да обезбедат ефикасна заштита, што резултира со губење на најголемите природни вредности поради нивно искористување за економски цели, а заштитените подрачја немаат системско финансирање од државниот буџет. Слабостите на постојниот закон дозволуваат подрачја кои треба да бидат заштитени според закон, како Студенчишко блато, Охридско езеро, Матка Маврово, да не се прогласуваат, а прогласените подрачја не се активно заштитени. Природата, уникатните вредности и биолошката разновидност нема висок степен на заштита и не е приоритет во државните политики, велат од Екосвест, и бараат тоа да се промени со итна акција од страна на владата и Министерството за животна средина и просторно планирање со донесување на нов закон за природа.
Општина Дебрца ќе доделува директна финансиска помош за жителите по повеќе основи, пред се за младите за склучување брак и за новороденче, за помош при штети од пожари и поплави, за лекување и за жители на општината во социјален ризик. Како општина јасно и одговорно стоиме за семејствата, младите и секој наш сограѓанин на кому му е потребна поддршка. Затоа воведуваме конкретни мерки со директна финансиска помош, објави градоначалникот Златко Силјановски. Па така општината ќе доделува 100.000 денари за трето и секое наредно новородено дете, 6.000 денари за прво и второ новороденче, 30.000 денари поддршка за млади до 30 години кои прв пат склучуваат брак, 6.000 денари поддршка за лица на 30 години при склучување брак, еднократна парична помош за лекување, 30.000 денари помош за семејства погодени од пожари и поплава, социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозени лица, самохрани родители и семејства во ризик. Мерките се наменети за жители со постојано место на живење во општина Дебрца и се реализираат согласно буџетските можности. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Пријатно!